Добро вечер, почитувани гледачи. По вчерашната долга ноќ во парламентот денеска се поставува прашањето дали владеачкото мнозинство чекори кон нова епизода на политичка криза. Денеска во парламентот пратениците од власта си разменија тешки зборови и обвинувања, но лидерствата на двете партии на СДСМ и на ДУИ смеруваа дека се работи за недоразбирање и дека коалицијскиот брак е стабилен. Дел од опозицијските партии денеска го повторија ставот дека се потребни предвремени парламентарни избори. Во еден ваков политички контекст, кога се навестува можеби нова парламентарна криза, кога имаме амнестии, кога имаме саботирање на правото, политички пазарења, колку и дали воопшто можеме да зборуваме за здрава економија. Дали во оваа 2019 имаме реприза на досега видено сценарио. Политиката целосно да ја поклопи економијата и дали економијата ги даде и првите симптоми на ранливост. Во студиото вечерва мои соговорници се Хари Луквенец, пратеник на СДСМ. Добро вечер, Луквенец. Добро вечер. Професорот Трајко Славевски, член и извршен комитет на ВМРО ДПМН. Добро вечер, професоре. Добро вечер. И економистот Павле Гацов, Сдружение на даночни советници. Добро вечер, Гацов. Добро вечер. Првично, кога ја организиравме и договаравме оваа дебата, сакав целосниот фокус да биде на економијата и се надевам дека тоа ќе биде така, бидејќи ги имаме и првите показатели за јануари, како стартуваше годината и преку буџетот и преку капиталните инвестиции и останатите параметри. Но за вовет, Луквенец, професор Славевски, ве поканив како економиста, но би сакала и еден краток коментар во однос на вчерашниот епилог на она што се случуваше во парламентот. Што испочитува и не испочитува актуелниот председател на собранието Талат Џафери, како ја оценувате неговата политичка одлука да ја прекине седницата? Според член 60 од деловникот на собранието на Република Македонија, председателот е тој кој што го спроведува во целост работењето на собранието според деловничките одредби. Вчерашниот ден беше епилог на денот претходно, на саботата и активностите кои ги имавме во собранието, поврзани со комисијата на која резултатот беше 4-4. Од 9 члена на таа комисија, 4 гласаа за, 4 гласаа против, одземање на имунитетот на пратеникот Трајко Велјановски и не беше присутен уште еден пратеник. И тоа беше премногу дискутабилно во јавноста и заради јавноста би сакал малку да го појаснам тој дел. Собранието според својот деловник, тежиштето на работа внатре во собранието го има префрлено во работата на комисиите. Пленарната седница е епилог на кој се носи конечната, финалната одлука. Комисиите даваат предлог одлука која се разгледува, независно дали е за или е против. Важно е да има извештај од работата на комисијата, врз база на кој извештај се свикува нова седница како во случајот вчера или се допишува, се воведува уште една точка на веќе постоечка закажена седница. Резултатот во саботата беше 4-4 и тоа е апсолутно неспорно, заради тоа што имаше извештај за самиот резултат на комисијата и истиот требаше и беше спроведуван во расправата за време на работата на пленарната седница. Тука апсолутно нема ништо спорно. Ајде да дојдеме пред полноќ. Вчерашниот ден. Ќе стигнеме до полноќ, сакајќи прво да ја објаснам ситуацијата зашто главните спорења на опозицијата беа дали председателот на собранието има право да закаже седница и да разгледува извештај во кој резултатот е нерешен, 4-4. Јас само хипотетички пред вас и пред јавноста би го отворил прашањето што кога резултатот на таа седница би бил 3 за, а 4 против. Извештајот кој ќе стигнал до пленарната седница би бил негативен, дека во конкретниот случај се одбива барањето, комисијата предлага одбивање на барањето за одземање на имунитетот. Меѓутоа, ова, Луквенец, како да ја префрлате топката во опозицијата. Сакам да прашам, денеска, значи, судирот беше на релација СДСМ и ДУИ. Не станува збор за опозицијата. Опозицијата во секој момент, и тоа е многу легитимно, се обидува да ги искористи и очигледно ги искористуваше сите можности за пролонгирање на расправата, водејќи сметка дека стануваше збор за конкретни рокови. Ние одлука мораше да донесиме до крајот на денот, до полноќ одлуката мораше да биде донесена. Се донесе ли?
Одлуката не се донесе заради тоа што немавме гласање во парламентот и очигледно веќе ја пропуштивме шансата да се одземи имунитетот на пратеникот Трајко Велјановски. Вината каде да ја бараме за ваквиот епилог? Јас пред малку ви спомнав дека целосно одговорен за функционирањето на собранието, во целост во собранието, според член 60 од деловникот на собранието, е председателот на собранието. И јас сум убеден дека тој ќе дај релевантен одговор на ова прашање. Но ни даде денеска одговор председателот на собранието Талат Џафери дека е пробиен тајмингот и бидејќи е пробиен ја затвора седницата за гласање. Даде одговор денес. Не само денешните реакции на јавноста. Малку поинаку да ја поставиме тезата. Не само денешните реакции на јавноста, туку и целиот начин на функционирање претходно на председателот Талат Џафери покажа за негова огромна умешност во справувањето со проблематични ситуации каква што беше оваа вчерашната. Тој покажа дека знае да функционира многу добро со кризен менеджмент. Баш затоа беа огромни очекувањата и на јавноста и на правдолюбивото граѓанство, кое сака епилог, судски епилог на огромниот проблем кој се случи на 27. април 2017 година, и баш заради тоа е очекувањето епилогот да биде постигнат до 12 часот. Која е последицата од ваквото умешно менаџирање во кризен менеджмент во парламентот? Не сум убеден дека станува збор за умешно менаџирање во кризен момент, кога не донесовме, зборувам за предходното искуство на председателот, кој во многу потешки ситуации успевал да се снајди и да одговори на предизвиците. Последицата од ова која е? Последицата од ова е немање извештај или враќање до одговор до судот дека собранието не донесло одлука, и јас искрено очекувам дека судот повторно ќе го испрати барањето до собранието за определување на мерките кои тој ги бара. Меѓутоа, друго е прашањето. Дали со нашето функционирање во парламентот, ние всушност го попречуваме работењето на третата независна власт? Мислам дека одговорот е очигледен. Од сето ова што досега го зборнавме, ако не ги сослушаме нивните барања, нивните потреби, водејќи сметка дека станува збор за независна власт, која мораме да ја почитуваме и чии одлуки треба да бидат спроведувани, во тој случај предпоставувам дека и сето ова претходно кажано е во таа насока. Имам уште прашање, сакам професоре Славевски, има ли партијата некој став во однос на она што се случуваше вчера како партиски став? Немало време ние да изградиме став. Лично мислам дека прво проблематично и не било воопшто потребно да се побара мерка притвор за поранешен долгогодишен председател на собранието, кој што е познат на македонската јавност и како личност, со семејна ситуација која што најверојатно не дозволува или не би упатило на тоа дека во никој случај не би помислил да ја напушта земјата. Тој е тука, значи тоа беше прво проблематично. А сето друго, останато ние од страна многу малку знаеме. Гледате и господин Толоквенец овдека зборува во шифри. Јас се трудев вака да го следам, да го разберам за односите во коалицијата, за умешноста на председателот на собранието и така натаму, намера некоја како што се импутира да не се заврши работата, односно да се изгласа одземање на имунитетот. Ако била намерата јасна, господин Џафери ќе закаже седницата во 23:30 часот, па тогаш ќе беше многу полесно, нели, да не се донесе одлука заклучно со рокот од 24 часот. Значи, сега од она што јас како лаик во областа на правото го следам од изјавите на некои познавачи, проблематично е повторно поднесување од страна на судската власт, барање за одземање на имунитетот. Таква ситуација не сме имале, колку што можам да разберам. И мислам дека е најдобро да се остави судската власт со сите механизми со кои што располага, да води ваква или онаква постапка, без овие игри во парламентот околу одземање на имунитет на пратеник и поранешен председател на собранието. Ако дозволите, верувам дека господинот Славевски ненамерно во самиот старт на неговото обраќање се вмеша во работата на судот. Предпоставувам дека целосно ненамерно. Јас се го изразив мислење лично како граѓанин. Во овој момент мислам дека со позициите кои ги имаме, членови и двајцата во извршниот одбор на нашите политички партии,
мислењето, посебно поврзано со независните власти во државата, треба да ни биде малку поодмерено. Меѓутоа го тргаме тоа на страна. Тоа е ваше мислење. Целосно, и стојам зад моето мислење. Во парламентот, ние, како пратеници од владеачкото мнозинство, покажавме со нашето присуство, со имањето на кворум, со нашата посветеност кон работата, дека сите сме спремни да ја почитуваме целосно до сегашната пракса. Па ние и сме имале до сега пракса, поврзана со одземање на имунитетите. И баш заради тоа, очекувањата на јавноста беа огромни дека нештото ќе биде завршено во целост. Многу е важно да покажеме пред сите дека институциите меѓу себе се почитуваат, дека никој не е привилегиран во оваа држава, независно кој на која каква позиција бил, а оние кои се спремни, кои се стручни да ги проценуваат и по словото на законот, меѓутоа и според кажаното пред малку, според фамилиарните, здравствените односи, сето она кое што го имаат луѓето кои се осумничени, да си ја завршат својата работа. Велите дека граѓаните очекуваат право и правна држава, сето тоа пред се прво да се испочитува и во парламентот, но и прашуваат што е, например, разликата помеѓу вчерашната ситуација и претходните ситуации, например, со пратеникот Крсто Муковски, кога беше донесен дента од спроведено од затворот на гласање во парламентот. Мислам дека користите многу остри зборови, спроведен. Воопшто не мислам дека некој може да биде спроведен. Носењето или учеството во една ваква, за една толку важна одлука за сите граѓани на Република Македонија, мислам дека може да биде само лична определба и никако поинаку. Лична определба која во овој момент, само после неколку месеци, а да не зборуваме за иднината која ќе ја покаже сите придобивки за сето она кое што го направивме, сметам дека може да биде да го направи само самосвесен човек кој однапред е убеден во нештото што го работи и сигурно верува во исправноста. Што има прашање, дали побаравте? Може само една. Кога видите, ова е, мислам, 100 пати слушнато до сега и не помага да се разуверат граѓаните во тезата која што вие ја поставивте, поинаку ја објаснува господинот Локвенец. Не знам, кога повеќе пати е кажано и сега во изјавите на директни учесници во тие настани, дека ништо од она што се случи трагично, да речем, на 27 април, немаше да се случи доколку не беа отворени вратите собранието. Вие сте во право кога изразувате скепса, сомнеш во функционирањето на правната држава, кога за таков акт се постапува како што се постапи, а за некоја предпоставена, не знам, SMS порака која што може да се чита вака или онака, да се прават драми, мислам дека е дегутантно. Сакав Локвенец да ве прашам дали побаравте одговор зошто, например, од 2 февруари, кога Ресорната комисија за имунитетни прашања има донесена одлука во однос на имунитетот на пратеникот Лјупчо Димовски, денеска не е закажана пленарна седница да се разгледува и неговиот имунитет пратенички. 2 февруари, денеска кој е 25? Да не шпекулирам во одговорот, мислам дека таа пленарна седница беше закажана и дека заради некакви проблеми истата беше одложена. Меѓутоа, не би сакал да дадам одговор кој не соодветствува со реалноста и со вистината. Зборуваме повторно за случај во кој што нели осомничен висок поранешен функционер на ВМРО ДПМН судот чека одговор околу неговиот пратенички имунитет. Мислам дека ова беше околу земјоделско земјиште на социјалистичката партија во влада предводена од ВМРО. Да, дел од коалицијата, сакам да кажам. Да. Гацов, вака кога ќе погледнеме политиката од близу, можеме ли да зборуваме за економски параметри после сето ова е вака што го слушаме и секојдневна канонада од политички настани, политички промени, политичка неизвестност што доаѓа? Кога се договаравме за гостување во емисијата, овој настан го немаше. Така. Значи, ова е нешто ново. Меѓутоа, едно ке забележам и секојаш, така јас во многу гостувања забележувам, политиката ја поклопи економијата. Нема дилема дека во оваа држава најважни настани и најмногу се дискутира за политиката. За жал, повторно забележувам некои темни облаци политички над економијата.
2019 требаше да биде економска година. Да се тргнат по позициите, да се расчистат ставовите од типот дали е дуи виновен или СДСМ и да се стартува, односно да се оди напред во реформи, во носење на закони. Стопанството очекува сет на закони веќе на 86-та седница, требаше да се дискутира уште денес. Има неколку важни закони за стопанството. Не знам, за регистрирање на готовинско плаќање, за ДДВ, за сметководствени работи, за ревизија, само тоа се сет на специјалистички закони се очекуваме да бидат донесени. Од едноска сето тоа се заборува и се треба некои битки, јас би рекол, со ветерни мелници да се водат во собранието. Каде препознавате, видите, почнате темни облаци, се наслутуваат денешните во кои? дискусии забележувам дека некако во власта некако се има чувство дека се фаќаат две страни. Обично вака стартуваат тие проблеми. Затоа додека е рано, треба да се расчистат и да се зборува со нив. За нив и за актерите и со актерите. Зошто и како? Дали требало така? Ако треба да се повтори, се повтори. Ако не, да се остави, да се продолжи понатаму. Председателот, бившиот председател на собранието, сигурно ќе има можност во некаква судска постапка да докажува дали е виновен или е невин. Се разбира, тоа е работа на судот. Меѓутоа, мене ми е страв повторно да не влеземе во некаква, да кажам, магичен круг на овие политички игри кои што ќе ни го одземат првиот квартал. Еве, вие рековте ќе зборуваме за податоците кои што веќе се објавени, таму има убави бројки, ама има и некои што праќаат сигнали, јасно е зашто зборувам. Затоа мислам дека не треба да се пропушта времето, бидејќи кажавме дека кога ќе светне сонцето треба сите да се на терен со багерите. Дали тоа ќе се случи сега, одлучуваме во овие месеци. Зборувам за проекти, за јавни набавки, за избор на добавувачи и така натаму. Јас не забележам дека за тоа се збори. Со исклучок на 2-3 министри од владата, сите други некако мислам дека терат агента што е настрана од оваа економска година 2019. Ги спомнав јас првичните показатели, ајде со вас Луквенец, во првиот месец јануари започна со реализација на капиталните поправите, мама го видов тој процент околу 1%, дали е 1,01 нешто така беше или 0,8, седно ништо не менуваат тие проценти позади запирката. Како се коментира една ваква бројка во година кога сепак е најавена дека треба малку поздрава економска година, особено што нели го очекуваме и полноправното членство во НАТО, малку и тука се крена тој оптимизам, може би. Кренатиот оптимизам за 2019 година е целосно оправдан. Овие бројки кои вие ги спомнавте и издадени од статистика се бројки за кои можеме да забележиме сите. Меѓутоа, станува збор за исклучително квалитетна подготовка која направивме уште во 2018 година. Подготовка и по однос на законите, меѓутоа подготовка и по однос на функционирањето. Еден од исклучително големите проблеми беше проблемот со градежништвото или со изградбата на автопатите и патната инфраструктура, која за оваа година ќе ја немаме. Од друга страна, ај малку поинаку јас да ја свртам работата. Во самите бројки кои сте ги гледале вие и сигурно сте забележале, има една исклучително позитивна бројка, а тоа е зголемениот поврат на ДДВ од 17% во споредба со ланска година. Како тоа да го коментираме? По мене многу едноставно. За максимално цврста и обезбедена ликвидност, прво на оној кој исплаќа. На исплаќачот, тоа е буџетот на Република Македонија, кој нема никаков проблем со исплаќањето, со враќањето на ДДВ-то кон стопанството. И втората работа, сите тие средства помагаат кон подобрување и зголемување на ликвидноста на старото стопанство. И овде, сакајќи да учествувам во позитивниот дел на ова интервју, воопшто не сакам да зборувам што се случуваше во минатото, кога може би имавме некакви високи бројки, кои баш во овој сегмент на повратот на ДДВ беа поврзани со негативни карактеристики, и тука би запрел. И граѓанството и стопанствениците знаат што се случуваше. Во овој момент кога никој од стопанствениците не се ни прашува дали и кога ќе го добие повратот на ДДВ и под било какви услови, туку е сигурен
дека ќе го добие на време. Сето тоа е еден, барем по мене, еден аргумент од многуте кои што предвидуваат или гарантираат позитивна економска Повратот на година. ДДВ значи може би ликвиден буџет, но дали значи ликвидно стопанство? Ајде малку бројките со 1% да ги прокоментираме, сакам капиталните, па малку и повратот на ДДВ. Сосема накратко, нема потреба од коментари. Мината 2018 година, како процент од бруто домашниот производ, капиталните инвестиции, чија реализација беше околу 50%, се симна на помалку од 2% учество, а ние стандардно во годините 2012, 2013, 11, 12, 13 имавме околу 4% учество на капиталните инвестиции во буџетот. Не може да се доведува во прашање ликвидноста на буџетот кога не го трошите буџетот за оние намени, така што мислам тоа не треба да се смета како премногу значајно. Во ред е, економијата не е во рецесија, луѓето трошат, плаќаат данок на додана вредност, фирмите си го повраќаат според законот, како што е предвидено со закон, а буџетот тоа може да го сервисира. Од аспект на ликвидноста на самите предпријатија, повторно не треба да се фетишизира повратот на данокот на додадена вредност, затоа што во тој синџир на трансакции влијат многу други фактори, вклучително и куповната моќ на граѓаните, нивните одлуки за трошење, инвестирање, понатаму фискалната дисциплина или дисциплината за подмирување на долговите, враќање на долгови, плаќање на обврски и така натаму, така што тоа е сплет на фактори и околности кои што влијат на вкупната ликвидност во економијата, а сега немаме екзактни показатели, барем јас немам, но од она што допира од разговори со стопанственици, изгледа како нешто да шкрипи, како да има доцнења во наплатата на побарувањата и повторно оној затворен круг на не таква ликвидност која што била пожелна за нормално одвивање на трансакциите во економијата. Гацов? Јас малку да објаснам околу повратот на ДДВ и јавноста некако да има сознание што значи тоа. Значи тоа е извештај за еден период за кој што се составува ДДВ пријава од целата економија, во кој што значи многу повеќе сте набавиле и увезле отколку што сте продале. Значи на ниво на економија тоа се нивелира низ месеци, да нема дилема. Мислам дека ова Министерство за финансии воспостави добар режим на поврат на ДДВ, има автоматизам, има релативно брзо враќање, за разлика се сеќаваме од она кога се собираат стопанственици во големи сали, па им се ветуваше така и вака. Сега мислам дека ова има некаква добра разрешница. И тоа самиот чин на поврат на ДДВ генерално не значи ништо. Еве ќе ви кажам зошто. За 2018 година најслаба звезда кај даночните приходи беше ДДВ-то. Имаше раст под 3%. Например, данокот на добивка имаше 30% раст. Значи ли тоа дека македонските компании не знам, остваруваат некакви добивки кои што се над секаков просек? Персоналниот данок имаше 15% раст. Значи, ова се информации кои што треба длабински да се анализираат. Чинот на поврат на ДДВ не значи ништо ако не се поврза со сите други аспекти. Во контекст на тоа, значи, ние знаеме дека следниот период пак имаме повеќе излезен промет и ова ќе биде известно анулирано. Известно анулирано, значи нема да ги има овие бројки што ги спомна колегата Луквенец во смисла околу 70% раст. Јас пак ке се вратам, мора постојано да зборуваме особено од реалниот сектор, да внимаваме на капиталните инвестиции. Лани, некаде до месец јуни, јули, беше поентата ќе се забрза, во вториот период ќе отидеме брзо напред и така, не се случи тоа. Затоа јас велам, зимските месеци тие што ги даваат капиталните инвестиции, имам чувство, ако ние сега го губиме времето и се заврши она епизодата со името, полека се редат коцките за влез, како што треба во НАТО, и мислам дека е вистинска тема сега економијата. Затоа сите министерства да им светнат сјалиците во кабинетите кај што се јавните набавки, кај што е проектирањето, за во месец март буквално се да излезе на терен. Ако не се случи тоа, и оваа година 2019 може да биде ризичен аспект на остварување на растот што е предвиден за со економската политика. Ти 1% реализација на капитални во јануари, дали ова вообичаена стапка на... Во јануари предпоставам дека речиси секој се ниски овие стапки, не е никаков сигнал дека се стартувало лошо, него се работи за
период, односно месец од годината кога има многу празници, ама и кога во зимот обично нели се повлекуваат машините и вработените назад, беше и период на зимо, ладно и така натаму, дождови, снегови, меѓутоа веќе се создаваат услови за работа на терен. Еве, за неколку дена ќе влеземе во месец март. Март е градежна сезона. Значи може дебело да се стартува во месец март со еве проектите што ги спомна Луквенец, не знам, патишта и така натаму, има и други за реализација проекти. Да, Луквенец, постојат ли некои симптоми дека може би ова ќе биде економски, политички здрава година? Не случајно ве прашувам, бидејќи еве воведот го направивме со веќе некоја форма на проблематизирање во парламентот. Процесот со НАТО не е завршен. Чекаме старт на датум за почеток на преговори со Европската унија. Значи, внатрешно длабока поларизација. Но бизнисот веќе алармира дека внатрешно веќе повторно се чувствува таа страв, абстиненција, особено кај домашните бизниси. Зборувате за политичка поларизација. Не сакајќи да споредувам со нешто што се случило назад, сакам да акцентирам дека не само законите кои имаат потреба за нивно носење од двотретинско мнозинство во собранието. Буквално за сите закони, важни за развојот на оваа држава, поврзани со реформите, ние ги правиме во консултација со опозицијата. И тоа воопшто не зборува за некаква поларизација. Точно е дека има поларизација, ама во еден одреден сегмент, исклучително мал и сегмент кој за мене сум убеден дека е и минлив и минорен. Минлив, за и тоа што очекувам, јас ви реков дека сакам позитивно да влезам во оваа емисија со сето на што го зборуваме и не сакајќи да обвинувам, ама искрено очекувам дека поврзаноста со минатото време на опозицијската партија, сегашното раководство, час поскоро ќе го направи. Политичката подвоеност е поврзана само со расчистувањето на тоа време и со ништо друго. Буквално, баш заради тоа сум убеден, водејќи сметка, пред малку и почитуваните соговорници спомнаа, дека членовите во владата од економскиот тим безпрекорно функционираат и си работат својата работа. Буквално сум убеден, со сите подготовки кои ги направивме минатата година, ги направивме, зборувам, како партија, како коалиција, како парламентарно мнозинство, оваа година ќе вродат со плод. Го спомнавте НАТО. НАТО за Македонија е завршена работа. Подпишувањето на пристапниот протокол се очекува само ратификацијата во земјите членки, чии амбасадори во НАТО претходно го подпишале тој пристапен протокол. Процесот, така да, постапката да заврши. Постапката е од формален карактер и јас сум убеден, се зборува во рок од година дена, моите оптимистички очекувања се дека истото ќе се реализира до крајот на тековната 2019 година. А од друга страна, сето ова што претходно ви го кажав, желбата за координација со опозицијата, за прифаќање на сите нивни аргументирани забелешки, тоа е суштинската инклузивност, која ова парламентарно мнозинство ја покажува на дело. Не е формална. Се консултираме и аргументираните предлози и забелешки ги прифаќаме за да стигнеме до кандидатскиот, до статусот за отпочнување на преговорите преку извештајот на Европската комисија во јуни. Да не зборува господинот Луквенец за некое идно време, и тоа е било добро ако се такви намерите. И само од сето она што до мене допира како човек надвор од парламентот, но имам контакти во извршниот комитет, имаме неколку пратеници и имаме други средби со пратеничката група. Мислам дека вниманието е фокусирано на се, освен на меѓусебни дискусии околу реформски закони од областа на економијата. Видите, ние постојано живееме во тензии кои што ескалираат од време на време, како што го имаме и овој случај во последниот период. Така што, велам, добре е намерата, така да се функционира во иднина, но не ми се верува дека досега на тој начин се направил обид да се чуе или да се слушне мислењето на опозицијата за прашањата од областа на економијата. И она што кажувате вака доста добро, благозвучно за
грижата за опозицијата, расчистување и така натаму. Господин Локвенец, јасно е на македонската јавност дека вие сакавте целосно да расчистите, да ја уништите, да ја снема опозицијата од македонската политичка сцена, така што овдека јас сум малку пријатно изненаден од вашите ставови, кои што ги ценам. Вие сте покажале, барем од она што јас можам да видам и во дебати со представници на партијата ВМРО-ДПМН, прилично умерени ставови, но тоа не се однесува на други представници на партијата, на делови од владата и на перјаницата во областа на медиумите, кои што пред 2-3 месеци буквално ги одбројуваат деновите на смрт на опозицијата, на ВМРО-ДПМН. Така што добро е да ги ширите овие ваши сваќања меѓу своите колеги. Господине Славески, морам да ве вратам на едно време назад, во кое бевте активен учесник во македонската политика, време во кое не од економски, туку од политички аспект, партијата на која припаѓавте сакаше да стане движење. Имаше тенденција да стане движење кое само по себе покажува уништување на сите останати политички конкуренти. Со сето ова досега, јас во моментов ги немам пред мене, ама можем да почнам да ви ги набројувам, сите закони кои ги имаме донесено, важни суштински закони. Гледајте, има важни суштински реформски закони кои се поврзани со евроатланската насока на нашата држава, а од друга страна имате закони кои се спроведување на предизборната програма. Сигурно, предпоставувам, од минимум политичка култура не очекувате дека за нив би преговарале, зашто ние ја добивме довербата од граѓаните за тие закони и за тие наши посебно економски иницијативи. Јас зборувам за стратешката определба, зборувам за реформските закони и тоа за прв пат во историјата на оваа држава се случува парламентарното мнозинство, кое без никаков проблем може да ги донеси, да има желба да се консултира со опозицијата како би се произвеле поквалитетни закони. Да, си го кажавте вашиот став. Денеска уште една вест од областа на економијата, зголемување на минимална плата. Некаде извадив пасуси од спроведена анкета помеѓу германски компании што работат во Македонија. Мислам дека околу 40% од нив кои работат овде сметаат дека годинава воопшто не треба да се зголемува минималецот, а 3 до 5% покажале дека би го прифатиле тоа зголемување. Минималната плата, кога дојдовте на власт, најавивте зголемување и таа се зголемуваше, но таа беше воведена, се подсетиме, во времето на владење на ВМРО-ДПМН со некои 8.000 денари стартни беа, сега изнесува околу 12.000 денари. Некако повторно меѓу бизнисот, ова би ја нарекла политичка економска одлука, не е дочекана баш најсјајно. Гацов, со ова сакам да почнам. Имаме ли услови за ново зголемување на минималецот? При тоа не се соопштува колку би изнесувало тоа зголемување. Пред да јас заслушав износот кога спомнавте 8.000, би сакал да аспектираме на друга интересна работа, што многу од младите, особено вработени, не ја знаат. Составен дел на минималната плата сега и еден дел на хранарина, 20% од тромесечен просек, еден дел на превоз за Скопјани и предпоставам може би Битола и некој друг град во Македонија што имаше превоз. Така да се има во предвид дека овие 12.000 ќе содржат тие елементи, ако се одземат, минималната плата ќе добие некаква минимална, многу лоша димензија, што мислам дека нема да е на чест на оваа држава. Што сакам да кажам? Ние дискутираме за минималната плата. Меѓутоа мислам дека треба фокусот да се помести на друга страна. Ќе дојде момент кога ќе нема кој да ја добива. Република Македонија тргна во еден амбис на губење на вработени, на заменување во странство и дури дискусијата ќе стане дегутантна за минималната плата. И она дискусија дека просечната плата ќе стане 30.000 денари полека самите економски законитости без никакви мерки, дури би рекол, ова во наводници се разбира, не мислам така, би го достигнале тоа ниво за 2-3 години. Сметам дека владата на Република Македонија, посебно Министерството за труд, би кажал, председателот на владата, Министерството за финансии и така натаму, треба
да имаат сериозна стратегија за демографска заштита на Македонија, имајќи го предвид и квантумот на вработење. Сега може да се спуштам на минималната плата, ова ми беше, мислам дека е главниот проблем што ќе не следи повеќе зборам од реалниот секторот, бизнес секторот. Во овој момент 17.170 е бруто минималната плата, нето износот е никаде под 12.000, интересна работа, таа е утврдена во бруто износ и постојано како се менуваат некакви социјални давачки, минималната плата паѓа. Вработење тоа ги боли, мислам дека е погрешна завземена стратегија да се позиционира на бруто износ. Еве сега со оние стапки за социјални придонеси има известно намалување и затоа од јануари поинаку се пресметува. Пак, имајќи ова воведно што го кажав, како прва работа и втора работа, дека минималната плата е составен дел на трошковниот аспект од работењето на компаниите и влијае на нивниот профит. Во тој судир на од една страна интересот на вработените да имаат поголема минимална плата, компаниите да го заштитат својот профит, треба да се бара решението. Очигледно дека доаѓа време да се помести границата на минималната плата, за ова треба анализи кои што нема да го доведат во, да кажам, во неков лоша позиција бизнисот, а од друга страна вработените ќе ги стимулираат заради она првото што кажав, бидејќи веќе имаат избор многу блиску до македонските граници. Така, професор Славски. Ние и како експерти, и како представници на партии, уште кога беше лансирана идејата на Социјалдемократскиот сојуз пред изборите 2016 година, ги кажавме сите аргументи, теоретски, практични, и она што се потврди во практиката, дека тоа е лош потек на тој начин, нели, да се настојува да, како што и денес во изјави, во дообјаснувања, господинот Зоран Заев, премиерот во Република Македонија го кажува, да отпочнала спиралата за зголемување на платите. Видите, со ова што владата повторно сака да го зголеми износот, се зборува за плюс 1000 денари на нето износот, на кој што со право реагираат стопанствениците. Требаше да биде мерка доколку бевме убедени или беше презентирано во јавноста дека првичното зголемување од минатата година дало позитивни резултати. Такво нешто, јас барем таква анализа немам прочитано, немам видено. Мислам дека резултатите од аспект на економијата на стопанството се негативни. Затоа што Во која смисла негативни? Негативни се затоа што според податоците за раст на трошоците на компаниите во услови на многу или никаков низок пораст на продуктивноста на трудот, а раст за над некаде 5% или 5,4% раст на трошоците на вкупната економија по единица труд, значи не расте продуктивноста, раста трошоците, единствено заклучокот упатува на тоа дека се губи конкурентноста на македонската економија и тоа се губи во дејности, во гранки од кои што некако сакаме да се откажеме на неприроден начин. Видите, кога тогаш Република Македонија, нели, многу мал дел од населението ќе биде вработено во секторот текстилната, кожарската, чевларската индустрија, тој пат го поминале голем број на земји кои што во определен временски период ги искористија овие дејности за да обезбедат екзистенција вработување на еден дел од помалку продуктивната или помалку квалификуваната работна сила. Некако да сакаме, дури имаше и во оваа студија од вице-премиерот господин Тангјушев изјави дека тоа треба да се тргне, такви дејности не ни требаат, ние треба да преминеме на високопродуктивни, високоплатени професии и така натаму. Тоа е оно што на англиски се рекува wishful thinking или нешто што само си го претпоставувате или го посакувате да се случи, а не може да се случи по природен пат. Ако погледнете наназад, да речеме во годините 2007-2008 до 2012-2013 година и во услови на криза, како резултат на растот на економијата, на некој начин релативно помал од потенцијалот заради големата рецесија и финансиската криза, платите растеа. Износите, тргнавме од плата од 13, во нето износ од 13-14 илјади денари, стигнавме до 21 до 22 илјади денари и сега исто така се зголемува. Тоа е да речам законитост во економијата. Така што мене најмногу
не ме плаши тоа што, да речам, не се познаваат примери од практиката на другите земји за функционирање на минималната плата. Видите, како да кажам, неприфатливо е да стремите кон минимална плата која што ќе биде над 50% од просекот. Не е тоа целта на минималната плата. Целта на воведување на минимална плата е да ги заштити најранливите, најмалку квалификуваните работници, а сето останато се остава на пазарот, затоа што ние сме пазарна економија. Ова укажува на еден интервенционизам кој што не се знае каде ќе заврши, до каде ќе оди. И сега се вратам на ова што е со спиралата. Видите, тоа е стравично затоа што и вие новинарите знаете, сте го користеле тој термин се до некаде 2007-2008 година, кога се уште кај нас беше во коски вкоренен стравот од инфлација, затоа што го бевме доживеале тој период на високи стапки на инфлација. Ова што го кажав сега, за раст на трошоците на по единица, нели, трошоците за работна сила по единица производ во Република Македонија, кога не расте или стагнира продуктивноста, укажува на тоа дека македонските компании и не само кај минималните плати, затоа што и вршат притисок и на другите плати, стануваат помалку конкурентни и тоа не е добро за економијата. Ајде окренец околу минималната плата и повеќе работи отворите. Прво, директно на професорот, после би искористил нешто од колегата Гацов. Продуктивноста, професоре, е исклучително лична работа. Лична, зборувам лична на секоја компанија. Поединечна, не лична. Нема, постои професоре, продуктивност на... Ама немојте да ми кажувате сега, немојте да ми кажувате мене што е продуктивност на ниво на компанија и општа продуктивност во економијата. Извините, професоре, вие сте на економски факултет, ама јас како доктор на технички менеджмент предавам менеджмент. Така да ве молам со должна почит, како што и јас ја имам према вас во овој разговор. Продуктивноста е поврзана со активностите на секоја компанија поединечно. Таа продуктивност во овој момент како никогаш до сега е стимулирана од страна на државата со огромни средства, транспарентно доделени, според мерливи критериуми и сето она кое може да им помогне на компаниите за да го реализираат. Тој таа исклучително важна цел, а тоа е зголемување на продуктивноста. Колега Гацов, спомнавте една многу важна карактеристика. Тоа е демографијата. Нема на кого да им ги даваме високите плати, ако сите наши млади луѓе се иселат. Тоа е најголемото оправдание за сите заложби на премиерот Заев и на економскиот тим кој го имавме. Премногу беше критикуван и првиот чекор на зголемување на минималната плата. 90.000 вработени. Го почувствуваа позитивниот ефект од таа работа кои работат во трудоинтензивниот дел од стопанството. Спиралата за која зборувавте пред малку, па таа беше една од причините позитивни на креирање на спиралата за зголемување и на просечната плата. Крајно време е во Македонија инвестициите да бидат од типот на Weibo Group, кои се повлекоја, заради тоа што тие производителите и компаниите од типот на Weibo Group не можат да го исполнат нештото зашто идеа во Македонија како земја од третиот свет, чија главна карактеристика се ниските плати. Не. Во моментов економскиот тим на владата предводен од премиерот Заев креира економска политика во која главна карактеристика на Република Македонија ќе бидат покрај високата технологија, високо квалификуваната работна сила. И сето тоа е нешто кое е исклучително важно. Во на вие што го рековте, Гацов, за задржување не само на младите, туку на сите граѓани во Република Македонија за да продолжат тука да работат и да креираат додадена вредност. Вака сега да се разбереме, мислам, со должна почит на вашите технички квалификации и способности, ова што го кажете за продуктивноста од економска и макроекономска гледна точка нема баш никаква врска. Имам тука графикон, ако сакате, не сакам да го покажувам пред камерите, само ќе го интерпретирам. Продуктивноста на економијата се мери како количник помеѓу бруто домашниот производ и бројот на работници или работник часови. И еден важен показател за продуктивноста на трудот
е учеството на продуктивноста на трудот во бруто домашниот производ или во зголемувањето на бруто домашниот производ. Ако тоа учество во годините 2013, 14, 15 било меѓу 3 и 4%, имаме периоди, почнувајќи од 2016 година, кога е негативна. Значи, учеството на продуктивноста на трудот, придонесот на продуктивноста на трудот во процентни поени е негативна, дори ви опаѓа продуктивноста на трудот. Ова што вие окажувате дека со козметички мерки на неколку компании ќе се помогне, што е добро, не значи дека се зголемува вкупната продуктивност. Видете, вие ќе помогнете 10 или 15 компании, ама 150 илјади или вработени или 15.000 компании им го зголемувате трошоците и нето ефектот е негативен. И тоа ви го зборувам. Да, професоре, сигурен сум дека ќе се сложите. Дека генералната, во случајов продуктивност, независно за што и да зборувам, е составен дел од многу поединечни продуктивности. Ако зборуваме на генерално ниво со подобрување на поединечната продуктивност, ние ќе ја зголемиме. А како ја подобрувате поединечната продуктивност? Па сега зборував пред малку. И подобрувате на 15-20 компании. Простете, да? Не станува збор за 15-20 компании. Нека се станува збор со генералните политики на владата и со можноста сега со влегувањето во НАТО сојузот, со очекувањето на отпочнување на преговорите со Европската унија. Професоре, огромен предизвик се 500 милиони пазар. Ние мислите дека конкурентноста на тој пазар ќе ја постигнеме со таа ниска плата, која дури и да имаме ефтин производ, ќе имаме неквалитетен производ. Не е идејата само да имаме ефтин производ. Ако веќе зборуваме на научна основа, разликата помеѓу ефтините производи и оние кои се декларираат како брендови е огромна и нивното учество во економијата е целосно различно. Професоре, заедно се сложуваме дека оваа држава треба да се стреми кон нешто позитивно и нешто напред. Меѓутоа, очигледно, може би заради политички констелации и односи, нештата поинаку се толкуваат. Не се толкуваат, това се екзактни показатели, како може да толкуваме нешта. Друго, таргетирањето, мислам, сосема е погрешно во зајавност, јас сум подготвен со секого да дебатирам за тоа. Таргетирање на номинална големина, како што е платата. Платата ќе достигнала просечната 30.000, е сосема погрешно. Кога во исто време самото туркање на платите нагоре ги изголемува трошоците на фирмите, растат и цените, и тоа ја анулира од аспект на животниот стандард, го анулира порастот на платите. Затоа мисламе бака малку е нестручно и неприфатливо да се зборува во номинални големини. Ако зборуваме дека за прв пат просечната плата се зголемила во рок од година дена околу 2000 денари, сето заради таа спирала која се обидувате да ја оспорите, тогаш се е кажано. Средната плата, просечната плата во Република Македонија, колега Славески, е зголемена за 2000 денари. Тоа е доволниот показател. Ние во моментов и со политиките и со програмата со која ја добивме довербата на граѓаните, ние зборуваме за креирање на средна класа, буквално со сите активности и конзистентната политика. Политиката која имаме е целосно конзистентна во насока на реализирање. Докаде сте со креирањето на средна класа? Тоа беше една од основните идеолошки определби. Имате до изборите, ако бидат редовните 2020 година, повеќе од половина од мандатот потрошени. Ево, вака би било интересно да кажете докаде сте со целта за креирање на средна класа во Република Македонија. Затоа што просечната плата се зголемила за 2000 денари, а трошоците на живот вие не ги следите. Статистиката не ги фаќа трошоците на живот. Само прашајте ги граѓаните. Секоја недела повисоки цени во маркетите. Услугите, оние што се во сива економија, на мајсторите и така натаму, кои што ги нема, како што кажа господин Гацов, се драстично зголемени. Тоа го руши животниот стандард. Така што фалење со пораст во номинален износ за 1000-2000 денари на просечната плата, кажувам, таа интервенција повеќе и штетото што и користи на економијата, на стандардот на граѓаните воопшто не влијае.
Професоре, кога зборувате за трошоците на живота, Гацов, може би вие ги следите. Јас мислам дека Заводот за статистика во изминатите, барем неколку месеци кога ги следев, не беа некои значајни показатели. И инфлацијата и трошоците на живот. Кумулативно над 2 и нешто 2,6. Така да ако го анулираме ова, пазите, светски јазик е јазикот на релативните бројки и процентите. Добро кажа професор Славевски, од 2000 дена може да не значи ништо. Сега ние бидејќи сме од Македонија ги знаеме информациите, знаеме дека од 20 отишле на 24 просечните плати. Ако дозволите една шега, во емисијата кажувате шеги. Може. Не прашувајте професор како е, 45 минути ќе ви одговара како. Тоа е само порака за, пошто не може да дојдам до збор. Да, овдека да, повелете. Околу минималната плата, значи иницијално јас и сега, иако јас сум собственик на компанија и денеска не се слагам, не се согласувам да биде толку ниска. Јас велам треба да е повисока. Ама пазете, некако дефиниција, ние ако се вратиме и во колективните договори имаме коефициенти на сложеност што никој жив веќе не ги применува, требаше коефициентите на сложеност помножена со минимална плата да дават основна плата во сите сектори, секаде каде што беа потпишани колективните договори. Тоа се заборави. Јас дури сакав да кажам дека изнесот на минимална плата, ама тука државата треба да поттикне, е пренизок. И мајки го пред тоа што кажа за хранарината, не знам дали ме забележа. Так. Ама не секаде и во секоја гранка и дејност, зашто некои гранки не трпат едноставно додавање на во износот на минималната плата. Овде мора да направиме една кратка пауза за реклами. Почитувани гледачи, неколку минути и продолжуваме со дебатата. Продолжуваме со дебатата. Гацов, повторно со вас сакам да ве прашам, рековте доаѓате од реалниот сектор, има ли симптоми за можна проблематична меѓукомпаниска наплата? Професорот Славевски, забележав, имавте еден ваков сегмент во почетокот на дебатата, спомнавте дека имате сознание за вакво нешто. Значи, имаме и ние како новинари располагаме со одредени информации. Не се подобрува ситуацијата. Ние еве со информациите за повратот на ДДВ, растот на кредитните пласмани и така натаму очекуваме барем да имаме информација дека ликвидноста во стопанството ќе се подобрува. Очигледно не е тоа случај. Или се губат парите во враќање на стари долгови, или за плаќање на некакви заостанати јавни давачки или повисоки плати во секој случај. Така да во таков контекст и трошоците на компаниите се зголемени. Јас очекувам сега со исклучок на некој сектори, да го исклучиме банкарскиот, не знам, осигурување уште некој кој што се рударство и така натаму. Мислам дека за 2019 профитите на компаниите нема значително да бидат подобри од ланските, па дури би рекол би били полоши. Овде ги исклучувам и компаниите од тирзовата економија, јас како што ја нарекувам, бидејќи тие работат исклучително добро. Зборувам за внатрешниот дел на економијата и кој што не се во тие финансиски сектори. Добро, додека ова ми го говорите, размислувам, ние од друга страна имавме лани беа промоциите на првиот, вториот, третиот економски столб. Значи, не дека стопанството беше оставено само на себе и на цедило, значи имавме промоција на пакет мерки со кои беа таргетирани различни профили на компании, од аспект на број на вработени, од аспект на извозна, увозна позиција. Колку сето тоа помогна или не помогна во оваа приказна? Економијата, структурата на економијата не се менува преку ноќ. Значи бара процес. И втора работа, не знам дали имате информација колку компании искористија од тие мерки. Јас имам информација. Меѓутоа очекувам барем во 2019 пристапот до тие за поттикнување на новите инвестиции за вработувањето да биде значително олеснат. Мислам дека треба да илгуваат и компании кои што можеби имаат некаква форма на можеби не зголемиле вработување, зашто дали има логика да купите нови машини кои што очекувате да дадат по-продуктивност, поголема продуктивност, да додадете и нов број на вработени. Сигурно да. Меѓутоа, меѓу другото сакате да истиснете некој број на вработени, да имате значи поединеца производ помали трошоци. Така да треба да се осмислат добро овие параметри за да се даде шанса, ако во ова во изминатата година јас да не реферувам колку број, која бројка биле што користеле, барем да не речам 10-кратно, барем 5-кратно да бидат поголеми број. Професор Славевски. Добро, ово што немаме информации за реализацијата на тие проекти, зборува за најверојатно реализација која што е испод очекувањата. Ево да дадеме уште време, затоа што некои од мерките треба да дадат резултат на
малку подолг рок, подолг период. Но, видите, во ред е, секоја таква активност на владите или на сегашната влада е благородна за поддршка на стопанството и оние кредити со поволни каматни стапки што се обезбедуваат преку средства од Европска инвестициска банка, што за прв пат започна во време на владата на ВМРО ДПМН, уште кога јас бев предводен од ВМРО ДПМН министер. Сето тоа помага во бизнисот, но внимајте, на Република Македонија е потребен друг поинаков пристап од аспект на водењето на она што се нарекува индустријска политика, во таа поддршка на компаниите. Овој хоризонтален пристап, кога ја фрлате мрежата, нели, на невидено, па сега што ќе се закачи, ево какви резултати дава и до каде се поразлични беа тогашните политики, професоре економски? Верувам, видите, во Не, таа сакаме фаза да направиме разлика, нели? Не, во таа фаза, сосема е добро прашањето. Идеолошки нова влада, што е поразлично, што беше тогаш? Сосема е добро тогаш? прашањето во тој период. Фокусот на она што се рекува поддршка на економијата, индустријската политика беше во привлекувањето на странски инвестиции, развој на технолошко-индустријските развојни зони, во период кога Република Македонија не беше на мапата на речиси ниту еден странски инвеститор. И тоа дури сегашната власт, незини представници и јавно го признаваат дека добар дел од тие политики се добра основа да се надоградува од аспект на привлекувањето на странските инвестиции. Но добар е фокусот на оваа влада, свртувањето и кон домашните компании. Јас сакам да кажам дека пристапот треба да биде малку поразличен. Постои цела една наука која што се однесува на така наречената модерна реиндустриализација, современа индустријска политика, каде што со научни методи може или треба да се таргетираат компании кои што и да се помагаат, кога велам таргетираат, тоа значи да се помагаат, да се поддржуваат, кои што имаат висок извозен потенцијал и потребна им е поддршка за една фаза во производствениот процес додадената вредност да ја зголемат. Да. Но тоа е прашање кој што бара поголема елаборација. Сосема посебна дебата. Луквенец, вие целосно се повлековте со апликацијата од Фондот за иновации? Целосно. За колкава сума тогаш се работеше? Во Фондот за иновации стануваше збор за две линии, две програми. Едната програма е програмата за иновации, во која државата нудеше 70% поддршка, 30 инвеститорот, и вториот дел е делот или линијата за технолошки развој. Делот во кој компанијата во која јас имам удел и компанијата во која има удел во неговата компанија. Господинот Андјушев, бевме конкурирале на делот за технолошки развој, каде само 30% донираше државата, а 70% од средствата ги обезбедуваше. За инвестиција вкупно вредно? Па рачунајте дека ако 380 на 160, 380, некаде 160, 380, 540, ако не грешам. Меѓутоа, друго 1000 евра вкупна инвестиција, 30% државата, да. А не, сакам да ве прашам. Не. Јас сакам тука да зборувам само малку во делот на ефектите и на тешкотијата за исполнување на условите. Прво, оваа влада толку транспарентно и толку мерливо ги постави условите, посебно еве сега, ако зборуваме за делот за иновации и технолошки развој, потребно беше тие газела компании, газела линија, 2 години со ред да биде зголемен по завршување на проектот, зголемен бројот на вработени за 20%. Тоа значи намалување на невработеноста. 2 години со ред за 20% да биде зголемен обратот на компаниите. Тоа е одговорна влада која парите ги дава буквално наменски за да произведат ефекти и во буџетот, и во економијата, во бруто домашниот производ, а не поклон на некого. Ако зборуваме за законот за поддршка на инвестиции, гледајте, померлив закон во време кој е донесен на самиот почеток на функционирање на ова парламентарно мнозинство, ние донесовме закон во кој само 2 критериуми треба да бидат исполнети. Последните 3 години, а тоа се години на власт на некоја претходна влада, на претходната влада, компанијата не треба да биде во загуба, треба да биде во добивка и бројот на вработени не треба да биде намален. Само тие 2 критериуми, ако ги исполнува компанијата, ги исполнува сите услови за овој дел за поддршка на инвестициите. И би сакал уште да го поддржам колегата Гацов, кој
во друга форма, меѓутоа ја спомна инертноста на економијата и на стопанството, посебно при промена на власт и онај период од година-две за имплементирање на сопствените политики и давање на резултат. Тука е колегата Славески, кој 2006, 2007, 2008 беше министер и учествуваше во таа влада, и јас сигурен сум дека ги искористија придобивките од претходното функционирање на онаа претходна влада до 2006 година, исто како и сега ние што ги користиме, што ги наследивме придобивките од претходната влада. Дали тоа значи позитивно или негативно, јас сум спремен да зборувам и со бројки во таа насока, а верувам дека јавноста е запозната со сите тие детали. Сега во некои следни фази имате намера повторно да аплицирате за дел од овие буџетски средства? Одлично ви е прашањето. Мислам дека ова прашање е генерално поврзано со едно од најважните теми во Република Македонија, тоа е темата на доверба во институциите. Јас сум убеден дека и опозицијата е подготвена да разговара на тоа ниво во моменти кога не станува збор за обична политика. Почитувана, ние довербата кон институциите можеме да ја градиме само со мерливи контролни механизми, не со впечатоци, никако поинаку. Контролните мерливи механизми подразбираат експертско, ако сакате дури и опозициско, евалуирање на проектите. Проектите се пишана материја. Тие ги има како доказ. Ајде, што значи ова? А тоа значи дека само со конкретна директна контрола на еден транспарентен процес во кој секој од нас со титулар, јас или вие, би ја покажал својата активност, ние би можеле да стигнеме во ситуација во која никој нема да биде фаворизиран, ама во исто време никој нема да биде ни дискриминиран. Едно од основните правила на Уставот. Заради тоа што, ако не е така, знаете која е алтернативата? А во животот, посебно во економијата, секогаш мора да има алтернатива. Алтернативата ќе бидат фирми на пријатели, роднини или келнери, и втората работа фирми во Белизе. Не сум убеден дека ни јас, ни присутните, а ни било кој од граѓаните во Република Македонија се спремни оваа држава да функционира на тоа ниво. Сакате да кажете дека актуелните владени функционери, воопшто функционери на власта, транспарентно, без да се кријат позади други фирми, може да се аплицираат на Не, сакам да кажам. Тогаш зашто се повлековте? Заради преголемата оправдана сензитивност на јавноста. Јавноста беше премногу сензитивна, оправдано заради искуството од минатата влада. И тоа е целосно прифатливо. Тоа беше основната причина зашто јас им сугерирав на моите содружници да се повлечат. Апликацијата е присутна. Се уште секој може да ја види и да ја евалуира и да ја оцени оправданоста на истата и дали постоела било каков. Дали добро ве сватив дека доколку исполнувате критериуми, не исклучувате дека повторно би се нашле на некој оглас? Не, во овој момент не, меѓутоа јас... Вие билите без фаворизирање, но и без дискриминација. Тоа е мојот став. И ова фаворизирањето и дискриминацијата не е поврзано само во оваа тема, и во други теми кои во моментов се актуелни и се отворени во Република Македонија. За непотизма воопшто не ни стасавме да ја отвориме темата, но тоа како прашање мислам дека допрва ќе се тркава. Не е ексклузивитет само таа сензитивност која што ја кажувате само на Република Македонија. Секогаш за луѓе во бизнисот кои што сакаат да ги промовираат своите бизниси додека се на функција, дали е тоа во Соединетите американски држави, дали е во Германија, дали е во Република Македонија, во Бугарија, секогаш јавноста е сензитивна колку и да е процесот транспарентен. Затоа, најголемиот број од бизнисмените кои што се одлучуваат да заземат високи функции, целосно, некои ги продаваат компаниите. Воопшто се откажуваат од она што дотогаш го работеле. Така што јавноста ќе биде секогаш сензитивна и нема разлика дали сте ја вработиле својата сопруга во министерството во кое што вие министерувате или па сте добиле од фондот за иновации 1/3 од потребниот капитал. Во првиот случај со непотизам вработувате труд, ангажирате труд, додека ангажирате капитал, општествени средства. Не велам, не заземам став, но тоа е реалност, нели зборувам за реалности. Колега Славески, искрено очекував дека воопшто нема да го спомните овој дел заради лично искуство и заради коректност. Јас
заради прва меѓусебна средба, овде би застанал. Сметам дека апсолутно коректноста и дигнитетот треба да го задржиме и дека апсолутно не треба сите заедно да зборуваме за равноправност пред Уставот, за еднакви шанси и да го исклучиме она време во кое што сите останати граѓани, освен членовите на ВМРО ДПМН, беа целосно дискриминирани. Да го заборавиме тој период. Дали самите рековте дека било со намера да стане движење, тоа значи дека сите граѓани имале еднаков пристап до ресурсите. Баш граѓаните се тие кои го спречија и не дозволија една таква суицидна идеја за Република Македонија и за целиот македонски Не, народ. јас не ја поддржував. Драго ми е. Тука морам да ја затворам дебатата. Луквинец, Славески, Гацо, ви благодарам што одвоивте нешто повеќе од еден час да гостувате вечерва. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието со кое не следевте од мене. Пријатно.